Добро вечер, гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски. Добар ден и од мене, јас сум Ацо Кабранов и како што кажа Боријан, од овој момент сте на фреквенцијата на 1 ТВ, на Отвореното студио, кое што е од 14 до 22 часот. И во кое имаме обезбедено прилично доста содржини, интересни и актуелни, но не ќе ги најавиме на крајот. На почетокот идеме со актуелностите, што е денеска актуелно. Ацо? Да, актуелно е, ми се чини, од политичката сцена најактуелно е ова мандатно-имунитетната комисија, која што денеска... Муабетот за имунитетот на Груевски. Да, имунитетот на Груевски, после изречената затворска казна од 2 години. На линк би требало да ја имаме Весна Велкова од Собранието. Весна? Ја имаме ли Весна на линк? Весна, повели. Што е одлуката на комисијата? Одлуката на комисијата е мандатот да биде одземен. Ве молам, има технички проблеми, да. Не, сега одиш добро, да, добро одиш, повели. Повели Весна. Да, повели. Сега е во ред, да. Значи, пред околу 1 час, Комисијата за мандатно-имунитетни прашања донесе одлука со 5 гласови за и без присуство на пратениците на ВМРО ДПМН да препорача на Собранието да му биде одземен мандатот на пратеникот, односно поранишниот премиер Никола Груевски. Пред тоа, пратеникот Трајко Велјановски рече дека нема да учествуваат во ваква расправа и дека со ова се врши политички притисок. Рече дека со судската одлука со оваа одлука Никола Груевски воопшто нема направено никаква материјална штета ниту на државата, со бидејќи Мерцедесот и понатаму се вози. Овде со мене е председателот на оваа комисија, па са ова нешто повеќе од него ќе слушнеме. Господине Богоевски, комисијата донесе ваква одлука, што понатаму? Сега извештајот од комисијата ќе биде предаден до председателот на Собранието, кој што треба да го стави на наредната пленарна седница за негово изгласување. За негово изгласување, како што сами знаете, е потребно двотретинско мнозинство, односно 80 гласа. Господине Богоевски, кога може да се очекува оваа точка да биде на дневен ред? Според деловникот на наредната пленарна седница. Тоа е сега во петок. Да, би требало да биде во петок. Да. Пред некој ден стигна писмо од судот, односно со тоа писмо се бара, Груевски бара да биде пролонгирана одлуката, бидејќи има потреба да биде присутен на Уставната комисија. Вака, не би сакал да преюдицирам и со моите размислувања да влијам врз одлуката на судот, а можем да кажем од деловнички аспект на Собранието како оди. Да, пратеникот Груевски е член на Комисијата за уставни прашања, ама секој член на секоја комисија има и свој заменик член. Така да неговото отсуство не е никаква пречка за спроведувањето на собраниските активности на тоа поле. Повторувам, не сакам со моите размислувања да влијам врз одлуката на судот, само кажувам од аспект на деловникот како стојат работите. Распоредот на силите во Собранието никако наведува на тоа дека сепак нема да биде прифатена ваквата препорака од оваа комисија. Да, значи согласно изјавите и на групата независни пратеници кои потекнуваат од коалицијата на ВМРО ДПМН, може веќе да се очекува дека нема да бидат собрани 80 гласа, но на мене ми е тоа нелогично, од проста причина што во овој случај Собранието има навистина неблагодарна задача само да одмери дали некоја пресуда го прави пратеникот, одреден пратеник да биде недостоен за вршење на функцијата пратеник. И во случајот воопшто не станува збор дали тоа е Никола Груевски или е кој било друг пратеник. Тоа што според мене е предметно е фактот дека пресудата се однесува на дело на злоупотреба на власт. Дело против парите на граѓаните, дело против интересите на граѓаните. И многу ми е нелогично тој додека отслужува казна затвор да продолжи да зема плата од истите тие пари кои што ги има оштетено со страното дело. Опозицијата ве обвини дека всушност целиот овој процес е политички притисок. Јас не се согласувам со тоа. Ние постапуваме врз основа на деловник, има одлука од суд која што е правосилна, таа одлука врз основа на деловникот не е доставена до нас и ние едноставно си ги спроведуваме врските. Ви благодарам на разговорот. Благодарам.
Инаку, да, повелете со Да. Рече дека Трајко Велјановски оценил дека делото не е такво какво што требало за да биде одзет имунитетот. Ме интересира како ја брана тезата што пратеници се ставаат во една супериорна позиција да оценуваат одлука на суд, дали е таа ваква или е онаква. Ме интересира некој акцент од таа расправа, која е нивната аргументација. Имаше Велјановски изјава, нели? Да, имаше Велјановски изјава, со самото тоа што Велјановски рече дека целата оваа процедура е еден вид политички притисок и се крши демократијата и се врши притисок врз судството, ја отфрлија. Тие рекоа дека нема да учествуваат и ја напуштија оваа расправа. Да го слушнеме овде Трајко Велјановски. Живееме во време кога сета домашна и странска јавност е свесна дека во Република Македонија се врши политички притисок врз народот од институциите на Република Македонија. Тој притисок се врши преку покажувањето на волјата на народот, јасно изразена на референдум, а со јасна злоупотреба на правото и правдата преку покажување на независноста на судството и севкупниот правен систем, што е основна одлика на една демократска држава. Таа отвореност денес е изразена преку политички мотивирани процеси и пресуди против политички лидери, нивни легитимни пратеници на институции и систем во кој немаме правда. Погазена е демократијата, правото и правдата, а тоа не се проевропски вредности. Барам од Комисијата за мандатно-имунитетни прашања да донесе одлука за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски. Сметам дека со правосилната одлука и со упатниот акт за издржување на казна затвор, сите аспекти на пресумпцијата на невидност се веќе исцрпени, а тоа пратеникот Никола Груевски го прави недостоен да биде дел од законодавниот дом и да ги представува граѓаните. Како пратеници, избрани од граѓаните, имаме обврска двојно повеќе да ги почитуваме законите и да внимаваме законите да се почитуваат, а не истите да ги прекршуваме и да се обидуваме да ги заобиколиме. Ја користам оваа прилика да исплатам апел оваа седница да одзвонува, да ги подсетува сите избрани функционери да не се дрзнат да го прекршат законот или да се обидат да го заобиколат. Законот, кога тогаш, го стигнува секого. Добро, за крај Веста, каква е атмосферата? Го слушавме Богоевски кој вели дека тешко дека ќе се обезбеди двотретинско мнозинство, но има ли изгледи да се обезбедат тие 80 пратеници и овие новата независната пратеничка група сепак да гласа за овој предлог на комисијата? Да. Новата пратеничка група пред крајот на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања фактички преку својот представник Сашо рече дека не ја прифаќа ваквата дебата и ја нарече дека е преуранета, бидејќи во тек во собранието е процес за помирување, како податок го наведе и вчерашното формирање на ова тело за помирување за настаните од 27 април. Инаку во моментов пратениците од Комисијата за уставни прашања се на пауза. Таа започна во 13 часот. Веднаш представникот, односно координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски побара оваа комисија согласно претходните најави да биде пренесувана во живо преку собраничкиот канал. На ова собраничкиот спикер Талат Џафери рече дека јавноста веќе ја следи преку медиумите оваа комисија. Да ги слушнеме овде Мицевски и Талат Џафери. Оваа комисија е исклучително значајна, имајќи во предвид дека сме во процес на уставни измени и мислам дека како носител, односно како човек кој што сега ја води оваа функција и како председавач со денешната комисија, да створите услови да целокупната македонска јавност
може да ја следи целокупната дебата која што ќе се одвива на оваа комисија, имајќи во предвид дека медиумите може би не се во можност да ја даваат целокупната дебата. Од таа причина барам да створите услови за директен пренос на Комисијата за уставни прашања, која што е исклучително значење и за која што се заинтересирани граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам на укажувањето. Согласно деловникот, јавноста за работата на комисијата е обезбедена со самото присуство, значи, на медиумите сите, и во тој контекст мислам дека не е спорно дека може да продолжиме со работа. Благодарам. Сметам дека непринципијалноста во однос на информирањето и транспарентноста која што сакате да ја покажете, не ја отсликавте на денешнава комисија. Од таа причина барам како координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН 1 час пауза. Ви благодарам. Да, инаку овде е присутен и пратеникот Никола Груевски. На оваа седница присутна е речиси целата пратеничка група. Тука се и независните пратеници на ВМРО-ДПМН. Значи, како што најави спикерот, ќе продолжи во 14 часот и 30 минути. На оваа седница се разгледуваат 4 амандмани. За секој амандман има по 3 дена, јавноста веќе знае за тоа, и закажана е седница на 1 декември. Студио? Весна, ти благодариме. Ајде да одиме сега со ова што на почетокот почнавме околу Никола Груевски, одземањето, препораката на мандатно-имунитетната комисија да им препорача на пратениците да му го одземат мандатот. Нашиот судски известувач Игор Стефановски е овде во студиото. Тој денеска ги следеше и рочистата, но прво ќе го прашам дали кривичниот совет на Скопска единица се произнесе или кога ќе се произнесе по жалбата на Груевски да не биде упатен во затвор. Добар ден, Ацо. Првичните информации кои што ги имаме од кривичниот суд дека жалбата на однос на Груевски за барањето за одложување на затворската казна се уште не е пристигната во самиот суд. Не е пристигната, а до кога треба да пристигне? Очекувањата се дека денеска ќе биде пристигната во судот до текот на крајот на работното време на Скопска единица, со оглед на тоа што бранителите на Груевски ја пратија пред 2 дена преку пошта и претходниот пат така испратија жалба, односно тогаш молбата која што беше всушност и одбиена, а поабара со неа одложување на затворската казна на Груевски. Тоа значи петок најрано може судскиот кривичниот совет. Кривичниот совет на Скопска единица всушност има рок до 3 дена да се произнесе дали ќе ја прифати жалбата на Груевски или пак ќе донесе одлука исто како судијата за извршување на санкции, кој всушност им го даде речиси утрешниот датум 8 ноември да се јави во затворот во Шутка, но тоа не значи дека Груевски утре до 15 часот ќе се јави во Шутка, бидејќи со тоа што поднесува жалба поранешниот премиер, практично и се одложува извршувањето на затворската казна. Игор, има како е ова поврзано со протестите кои се вечер најавени пред судот, се протестите во одбрана на Груевски? Во одбрана на Груевски? Така, вечерва се најавени за 19 часот протести во одбрана на поранешниот премиер Никола Груевски. За сега немам точни и прецизни информации, меѓутоа тоа што го знаеме дека на социјалната мрежа Facebook се појави како настан дека ќе има протест пред кривичниот суд апропо судската одлука, односно и пресудата за случајот набавката на луксузниот Мерцедес, но и за тоа дека течат, односно го газат роковите Груевски со кој треба да се јави зад решетки во затворот во Шутка. Секако ќе бидеме таму вечерва, ќе го проследиме протестот и нивните пораките кои што ќе произлезат од него. Ацо, сега видиме, имаше судење денеска пак. Да, има судски рочишта други. На социјалните мрежи се многу актуелни изјавите кои се цитираат од бомбите и Миле Јанакиевски како договара избори. Така да, Игор, што има ново на ова рочиште, ти го следече? Тоа е Титаник, нели, изборните измами? Така, Титаник за изборните нерегуларности, како за парламентарните, така и за време на локалните избори во 2013-та. Денеска во судницата се слуша разговори на ден пред вториот круг на локалните избори во 2013 година. Најмногу доминираше гласот на Миле Јанакиевски, поранешниот
министер за транспорт и врски. Меѓу другото, тој бараше начини како да ги обидува членовите на ВМРО-ДПМН кои што се приморани на еден начин всушност да обезбедат и по 10 гласови и луѓе десетина да носат со себе на денот на вториот круг од локалните избори за така да докажат дека ќе имаат конкретната бројка за победа на локалните избори на ВМРО-ДПМН во 2013 година, конкретно за општината Центар, каде што им беше тогаш најгусто на сега опозицијската партија. Вадење од тушови, носење луѓе да не тераат да одат во цркви и слично. Имаше една, Игор, извини што имаше една, гледам по Фейсбук и Твитер се споделува, Милеја Ракиевски, да соговорникот му вели Бог да чува, повеќе верува во Господ отколку од партијата. Што верува во партијата. Така се однесуваш ова за директорка на некое јавно предпријатие предложена, претпоставувам, од партијата ВМРО-ДПМН, на која што требала да однесе на гласање деца без родители кои што добиле работа веројатно од ВМРО-ДПМН. Меѓутоа барала изговори гледајќи во литургијата, на еден начин всушност ги избегнала наредбите од партијата. Рангелова дури имаше и коментар во телефонските разговори, па и јас постам, но нема да одам на литургија, туку ќе одам на гласање, односно всушност укажува на фактот дека ќе се грижат за моментот на наоѓање повеќе гласачи во текот на денот за локалните избори. Меѓу другото го споменав и туширањето, но исто така и денеска се спомена и авионите дека пристигнуваат од Италија и од Словенија за да се носат гласачи да гласаат, но и се бараат начини како како еден веќе осуденик кој што се ја завршил затворската казна во Шутка да биде вратен назад, бидејќи го немало на постојаниот негов избирачко место на неговата адреса на живење, туку во списокот кај затворениците. Па така Јана Киевски со тогашниот директор на казнено-поправната установа Шутка бараше начини како да го вратат назад во установата за тој да го искористи гласачкото право, при тоа да гласа токму за партијата ВМРО-ДПМН, жител од општина Центар. Меѓу другото се бараше начини како и полицајци кои најверојатно според сознанијата на министерката тогашна за внатрешни работи Гордана Јанкуловска да не одат на изборите бидејќи сметале дека се од другата политичка опција. Па така Јанкуловска во еден од разговорите вели дека тие се на подрејачето Куманово и ќе најде начин како да ги задржи цел ден на работа за да не гласаат. Игор, морам те прашам, како реагираат во судницата? Вака се слушам да вакви работи да зборуваш не е едноставно. Како реагира Јана Киевски? Јавно Јана Киевски и Гордана Јанкуловска додека ги слушаат овие муабети. За секој рочиште имаат различна реакција внатре во судската сала. Не можеме конкретно да ги видиме во новата сала, бидејќи новинарите се оддалечени од страна на обвинетите со преграда и стакло. Меѓутоа се забележува дека некои од нив во одредени моменти изразуваат нервоза, различен начин на исмејување и слично. Имам впечаток дека Милеја Накиевски горе-долу во сите судски процеси. Всушност, во овој предмет за изборните нерегуларности, тоа што го споменуваме и ние новинарите, како што ги следиме процесите, всушност и се гледа како без Милеја Накиевски немало да дојде до всушност организација за самите избори. За Милеја алфа и омега на целата операција. Па не само на изборните нерегуларности, и за Рек Битола, и за Космос, и за него го има скоро во сите судски. И за Сончевград, и за насилствата, во различни предмети ги има, рече се голем дел од обвинетите поранешниот врв на ВМРО-ДПМН, но ево вие се најактуелни случаи. Докаде, Игор, да искористам додека си овде, која е динамиката, кога се очекуваат пресуди околу некој од овие предмети за кои се вчера, денеска актуелни, уште колку рочишта, до кај сме, што е следно, малку е измешано, во јавноста веќе не може да пофати крај кој предмет, што се суди, каде, кого и така натаму. Многу предмети на ТН, очигледно одговорот конкретниот ќе го знае сепак специјалното јавно обвинителство, од каде треба да очекуваме одговори во однос на тоа до каде се судските постапки. Тоа што можам да го кажам дека конкретно за Титаник речиси при крај презентирањето на телефонските разговори се презентира речиси околу 800 бомби, така наречени во јавноста, со што практично остануваат уште 200 за прислушување во самиот суд, а понатаму судскиот процес продолжува со друг дел од доказната постапка, секако треба да има и сведоци
на распет, понатаму следат и материјални докази, сепак останува да почекаме и времето да покаже кој судски процес докаде. Уште известен период без пресуда или ослободителна или било каква идеја. Денеска имаше рочиште и за Драган Павлович Лата за Тоа е одложено, нели? Одложено е поради здравствени причини на судечкиот судија. Добро, Игор. Фала ти за ова исцрпно известување за сите тие комплицирани процеси и многу, и квалитативно и квантитативно динамична една ситуација во судот. Ацо, добро, тоа е ова што е актуелно. Актуелно од судот и од од на терен денеска што имаме сега. За сега се разбира ќе јавуваме се што ќе се случува во текот на денот, се што е како нова информација ќе можете да го проследите во отвореното студио. Ни останува Ацо да најавиме што ќе имаме денеска како содржини. Во денешното отворено студио. Јас би сакал да го најавам мојот разговор кој во 3 часот и 15:25 започнува со Зоран Мијалков, родител на дете со аутизам, кој направи огромен впечаток минатата недела со еден твит каде што сподели една немила сцена кога тој со неговото дете бил во маркетот на Кам, кога некој од редот во касата изреагирал зошто детето со аутизам зборува на повишен тон и овој твит и пост на Facebook најде на огромна подршка и реакција имаше во јавноста. Го викнав Зоран Мијалков во студиото, тој денеска не можеше да биде во живо, гостин наш го снимав вчера, бидејќи има многу обврски, како што рече, и просто и тој и сопругата негови да се врзани дома со обврските околу детето и едва и успеваат да ги завршат и оние професионални обврски да се јавуваат на работа, но ќе го погледнете разговорот во кој тој исцрпно и доста емоционално зборува за тоа што значи да се биде во едно вакво општество полно со предрасуди родител на дете со аутизам. А со следно ни е понатаму Америка и изборите. Да, во 17 часот. Да, предходно имаме една репортажа, колегата Антонио Крстевски, вчера беше во затворот во Шутка. Имаме една репортажа какви се таму условите и во очекување на новите станари што би дошле таму во затворот. Добро, тоа е во 17, потоа ќе направиме на тоа денеска актуелно спроеден во светот изборите во Америка. Како што знаете, демократите направија изненадување. Има неколку интересни изненадувања од тие избори, но да не должиме во најавата, посветуваме 30 минути на она што се случува во Соединетите американски држави. Имаме гостин, Ненад Јовановиќ, колумнистот е наш гостин, ќе се вклучи новинарката Јулија Велковска која е во Вашингтон, а ќе погледнеме и како овие настани ги анализираат и главните медиуми во светот. После тоа следи дневна соба за иднината, тоа е еден документарец кој што го има работено наш човек од Скопје, Илија Тирицовски, продуцент. Со BBC е тоа. Да, работено со BBC на конкурс на Британскиот совет. Тоа е интересна сторија, но за тоа футуристичка малку и за како комуницира технологијата со публиката, многу е интересно. Малку можеби сега за нас што сме помалку во техниката инволвирани не баш јасно, но ќе се обиде Тирацовски да ни го објасни тоа што тој и неговиот колега од Црнагора го направиле во тие 7 минути документарац кој што веќе имаше промоција минатиот викенд во Скопје, а претходно имал во Ливерпул. И во 9 одиме со актуелната тема како заладува така се поактуелната тема загадување на воздухот. Јани Макрадули, заменикот министер за екологија, прифати да биде наш гостин во студиото и да се соочи со представници на невладините организации. Тука ќе бидат представник на О2 невладината организација, ќе ги вклучиме и Еко Герила
од Тетово, бидејќи Тетово исто, како што знаете, Имаше проблеми со юрисдикција, депонијата и со како загадувањето, да. И Скопје. Значи, ќе проследите таа дебата и на крај од 21:30 до 22 ја и Јацо решивме да посветиме малку внимание на Она што ја вознемири јавноста околу повторно. Да, повторно, не е ни прв ни Да. за жал ни последен пат кога навивачките групи се ставени во како кажам во една таа националистичка реторика која секогаш во контекст на и се рефлектира во меѓуетничките односи за жал. Имаме тука и снимено и од навивачки групи. Од навивачките групи Иван Атанасовски, еден поранешен пратеник, ќе биде наш гостин кој работел на законот и да поразговараме дали тој закон воопшто се имплементира и што се случува и како да се превенира да овие навивачки групи се одделат од насилство и друг тип на девијантни социопатолошки би ги нарекол појави. Тоа е за денес, така? Тоа е само како најава за денеска, доправа ни следи работата до наредниве 9 часа. Како најава, имаме до 10 тука. Да. Одиме сега со едно промо и продолжиме. Ништо се враќаме во, како што најавивме, во 15:25. Зоран Мијалков е мој гостин, родител на дете со аутизам, за сите маки на родителите на деца со аутизам. Ќе одат вестите и серијата. Останете со нас. Твит на родител на дете со аутизам ја шокираше јавноста. Зоран Мијалков со исповед за страдањата на децата со аутизам и нивните семејства. Македонија не е во приватност на индивидуи. Се што се случува зад ваш грб, сите траги кои се сокриваат под тепих, ги следиме и истражуваме. Ви откриваме кои се луѓето и на каков начин се збогатија преку ноќ. Се за нивните нелегални бизниси и стекнат капитал. Македонски инсайдер, наскоро на 1 ТВ. Денеска во ексклузив. Неверство, млади момчиња пари. Ви ги откриваме причините поради кои се разведе Мелита Ракичевиќ. Наум Петрески има 2 жени. Ексклузив дојде до интересни факти. Ние прашавме, а тие одговорија. Колку е важна каква долна облека носите на себе. Гледајте ексклузив вечерва, 18:30 на 1 ТВ. Во новата сезона на 1 ТВ ке гледате Вашите мислења и ставови на актуелни теми само во вашата 1 минута на 1 ТВ. Со мене, Јана Јосифовска, секој работен ден. Бидете со нас. Америка го оценува 2-годишното владење на Доналд Трамп. Што ќе смени оваа оценка на јавноста во Соединетите Американски држави, во внатрешната и надворешната политика на најмокината земја на планетата? Соба на иднината. Документарец на BBC. Еден од авторите. Гостин во Студио 1. Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас.